Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со вториот разговор предвиден за ова утро. Ова утро сум во убаво друштво на две убави дами кои што ни доаѓаат од едукативниот центар Креатив Хаб, а со кои што ќе зборуваме за оние нивни активности и настани кои што верувајте во овој летен период ги имаат навистина премногу. Сите ние одиме на одмор, ама овие девојки, овој едукативен центар работи навистина со полна пареја, дури и во летниот период. Ова утро веднаш да се ги представам моите гости. До мене е Ангела Танушовска, дигитален маркетинг од Креатив Хаб, и Симона Ангеловска, одговорна за човечки ресурси во едукативниот центар Креатив Хаб. Добро ви утро. Добро не дојдовте во утринската програма. Она што е повод за вашето гостување е оној настан кој што ќе се случува денеска од 18 до 20 часот. Меѓутоа настанот ќе биде онлайн. Предавач ќе биде Аријана Коскарова, односно не е настан, туку е курс. Така точно. За жени лидери во компанијата. Ајде да не зборам јас, да ви дадам вас предност да ни кажете за каков настан станува збор. Пред се ви благодарам многу за поканата. Чест ни е што присуствуваме во вашата емисија. Станува збор за курс кој што е двочасовен со Аријана, она е предприемач и ментор на самата Академија за жени лидери. Курсот би траел од 18 до 20 часот и онлайн, бидејќи Аријана се наоѓа во Америка во моментов. Всушност да, тоа е главната тема, развивање на жени лидери. Тој би се одржал значи денес. Исто така во текот на утришниот ден имаме уште еден настан заедно со Аријана Коскарова од 18 до 20 часот. Исто онлайн, така? Исто онлайн, да, тој би бил исто така онлайн и тоа е тактики за успешен employer branding. Овие настани всушност има подетелни информации на нашата веб страна creativehub.mk, каде што можат сите заинтересирани нели да отворат и да се регистрираат всушност. Таму има детални информации, бидејќи овие два курса само не се бесплатни. Имаме бесплатни курсеви нормално организирани, повеќето се бесплатни, но за нив повеќе ќе зборува мојата колешка Ангела. И сега да кажеме само за овие курсеви кои што се денеска и утре, кои што ги одржува Аријана, нели рековме онлайн, дали се намените само за жени? Бидејќи станува збор нели за жени предприемачи во компаниите. Да, каков е интересот за овие настани, за овие курсеви? Интересот е огромен за сите настани, затоа и работиме толку многу настани летова, како што кажавте, без пауза. Па ќе видиме каков ќе биде крајниот исход, инаку има голема заинтересираност. Така. Имате исто така, не застанувате, следниот настан е веќе на 27, мислам дека рековте. На 26 јули, ама тоа е настан во живо? Да, така? Да, во живо настан. Ќе се одвива во Eastgate Mall на првиот кат помеѓу продавниците Кропивко, чиј паналист ќе биде и маркетинг менаџерот на Eastgate Mall. Ќе се дискутира околу темата креирање на ефективни маркетинг стратегии за привлекување на нови потрошувачи и задржување на веќе постоечките во дигиталната ера, бидејќи имаме тројца паналисти. Двајца ќе зборуваат повеќе со фокус кон креирање содржини и маркетинг кампањи, додека третиот панелист ќе зборува повеќе кон фокус на креирање на Facebook реклами. Да. Добро, сега сакав да прашам, да се вратиме повторно на овие курсеви за жените, тоа некако малку повеќе ме интересира. За која возраст се наменети? Од колку до колку години? Дали се само за млади жени предприемачи кои што сакаат да станат предприемачи во компанијата или може и за повозраст? Курсот е наменет за сите, од искуство како? Но најдобро е да бидат со претходно работно искуство и со добро познање на англиски јазик, бидејќи самата Академија за жени лидери која што Аријана ќе одржува, зборувам сега за Академијата, не за курсот, бидејќи курсот е двочасовен и тој, да кажам, најмногу се организира за да видат што точно би се случувало на Академијата која што трае подолго време. Така што најдобро е да бидат со работно искуство и со добро познавање на англиски јазик, бидејќи самата Академија се одвива на тој начин, а инаку како двочасовен курс може да го следат сите. Академијата кога почнува? Академијата започнува септември-октомври со почеток на школската година. Исто како и сите останати академии кои што ние ги колку време ќе трае? Мислам, колку време се предавањата? Кај нас таа академија се дели на 3 семестри, зависно од бројот на семестри кои што кандидатот или студентот би ги одбрал. Може да биде 4, 5 до 6 месеци максимум. Така, исто ќе биде онлайн, така? Да, онлайн. Бидејќи Аријана е во Америка и таму во моментов работиме. И своето големо искуство го пренесува, еве вака, многу е тоа добро и многу ми е мило што една ваква личност, ваква жена како Аријана, своето работно и големо искуство од маркетингот, така? Да. Го пренесува токму на жените кои што сакаат да бидат понатаму предприемачи во компанијата. Да споменеме и други настани кои што ги имате во месец
август, така? Јули да, и август. Уште еден настан, Ајде. да. Во јули имаме втор настан кој што ќе се одива на 29 јули во кинотека на Република Македонија со почеток од 17 часот. И темата на која ќе се говори ќе биде UX UI дизајн во ерата на мобилни апликации, трендови и стратегии како до успешна кариера како фриленсер од Македонија во областа на UX UI дизајн, каде ќе говори еден од најуспешните фриленсери во областа на UX UI дизајн од Македонија, ќе говори околу тоа како да добиете клиенти, како да ги задржите тие клиенти, како и со некои од предизвиците со кои би можеле да се соочите работејќи како фриленсер. Ова е значи за дигитален маркетинг, така? Така, на 26 е за дигитален маркетинг. Сакав само да прашам сепак овие луѓе кои што ќе се пријавуваат, кои што ќе учествуваат тука, треба да имаат веќе некакво искуство, така? Да, подобро да имаат некој искуство, меѓутоа може да се пријават и луѓе што немаат искуство, бидејќи на тој начин би може да се запознаат со што они би работеле, со што би се соочеле доколку би започнале кариера во таа област, за да видат дали тоа нешто што би сакале да го работат и нешто што ги интересира. Таа е целина на станите, да. Се, мислам, прилагодени за почетници. Така, не се за претходно. Не се за луѓе со искуство, така. Академијата за жени лидери е за со искуство. Инаку сите други академии се оптимизирани за да може било кој да ги научи, за почетници, да. Малку полемизиравме околу тоа што е фриленсер, не можевме да најдеме адекватен збор на македонски, ама тоа би било некој кој што би работел, да кажеме, од дома, од кафич, така, од било каде. Од било каде, сам да си го организира времето, да, така. сам да си ги наоѓа клиентите, проектите. Да работи на дигитален маркетинг, едноставно, така? Веќе повеќе области и надвор со дигитален маркетинг го возможуваат таков принцип на работа, како што се графичкиот дизајн, UX UI дизајн, па дури и дел од сегментите што се поврзани со човечки ресурси возможуваат таков тип на работа, каде што луѓето имаат поголема слобода и повеќе од младите луѓе можам да забележам дека се фокусираат на таков тип на работа, што има возможно повеќе слобода и баланс помеѓу работата и приватниот живот. Така. Значи можеме да забележам дека има голем интерес, претпоставувам поготово од младите, нели, да, за овој тип на работа, бидејќи вие навистина не застанувате цело лето работите, имате активности и од септември. Да. Рековме една од тие активности се академиите на Аријана кој што ги одржува, наменети за жени. Другите активности кои што се во ваша организација? Така, во август имаме исто така 2 настани. Првиот настан во август е на 26 август. Исто така во живо ќе се одвива и ќе се говори на тема креирање на маркетинг стратегии за e-commerce компании, пишување и креирање на содржини, како и SEO оптимизација на тие содржини. Сега накратко само да кажам гајчки за SEO што е. Значи тоа е всушност како тоа вие што сте го напишале, вашиот блог, вашиот текст, да се рангира меѓу првите на Google, односно кога некој нешто ќе пребарува, вашиот текст, вашата статија да биде меѓу првите што ќе излезат кога некој ќе го пребарува тој термин. Има многу термини и мене многу не ми се јасни, затоа вака малку да може да биде накратко да ги видат за гледачите некој кратко објаснување. Да. Потоа вториот настан во август, конкретно на 30 август, тоа ќе биде работилница поврзана со графички дизајн, каде што ќе им овозможиме на сите оние кои што се размислуваат дали да започнат со изучување на графички дизајн, дали тоа е вистинскиот избор за нив, каде што ќе имаат можност под менторство на еден од менторите на академијата да го креираат своето прво лого, за дали можеби некоја имагинарна компанија или некоја веќе постоечка, но пред почеток на дизајнирање на логото ќе имаат можност да се запознаат со тоа какви типови на лого постојат, да се запознаат со психологијата на бои, која боја какво чувство буди, за да знаат кога ќе треба да го креираат логото според барањата на клиентот, да знаат како они да се водат да го креираат логото. Но исто така имаме 2 настани во септември. Првиот настан е 20 септември, каде што ќе се говори за тоа каква е улогата на вештачката интелигенција во графичкиот дизајн. Имаме тројца панелисти кои што се успешни графички дизајнери од Македонија. Ќе говорат од нивна перспектива за тоа кои алатки ги користат они во секојдневното работење, дали тие алатки им го олеснуваат процесот на работа и успеваат побрзо да завршуваат со врските, како и дали имаат простор луѓето да стравуваат од тоа дека ќе останат без работа и дека ќе бидат целосно заменети од вештачката интелигенција. Интересно. Ова е интересно, да. Имаме многу прашања такви каде што луѓето си викаат што сега, зашто да се запишам ако за некоја година бидам заменет од некоја алатка и нема да можам да работам, затоа сакаме малку и таа
дилема да ја разјасните, разрешиме, така. Да, затоа ја одбравме таа тема, сметавме дека е нешто што луѓето би сакале да го Овие слушнат. предавања се сега што ги спомнувавме, се ќе бидат бесплатни? Да, бесплатни. Сите предавања што, односно настани, се бесплатни. Така. И имаме уште еден настан исто така во септември, кој што ќе се одвива на 30 септември, на кој ќе се говори за тоа за порастот на регрутирање од далечина, односно вработување од далечина, бидејќи знаеме дека сега со коронава многу луѓе и многу компании се префрлија на Работа далечинско од далечина, работење, така е. да. И многу регрутери се соочуваат со тој момент да веќе интервјуата не ги прават во живо, туку се прават онлайн. Па успешни регрутери би споделиле некои нивни совети и тактики како да се направи правилна селекција на кандидати и како луѓето, односно регрутерите, подобро да се снајдат при тој принцип на регрутација. Сега за настаните во септември немаме конкретни детали се уште каде ќе се одвијат и од колку часот, затоа би им препорачала на сите што се заинтересирани да не следат на нашата страна creativehub.mk, каде што ги споделуваме сите информации на време. Така. Да. И план ни е секој месец до крај на година да имаме по 2 настани. Одлично, браво. Значи, сепак сте фокусирани на најмногу на дигиталниот маркетинг, така? Ако не се лажам. Обично сите оние кои што сакаат да се занимаваат со фриленсинг или работа од далечина, можеби така да го крстиме, за да бидеме подобро да не разберат гледачите. Има ли интерес за вашите предавања, за вашите курсеви и каде се може да се применат овие знаења? Еве конкретно денеска за жените лидери, кои што ќе се случуваат денес и утре, оние кои што ќе учествуваат, кои што ќе ги слушаат предавањата на луѓето, каде може да ги применат своите знаења, во кои области? Конкретно и студентите кои што ги учат академиите се стекнуваат со практични вештини во Creative Hub, а инаку вештините може да ги применат или на работното место за да напредуваат на работната позиција, или пак може да ги применуваат за да се преквалификуваат, односно да направат промена во нивната кариера. Да. Бидејќи и тоа се случува доста често. Многу често веќе, да. Така е. Добро, сега сакав да ве прашам уште на крај да споменеме за Creative Hub. Односно, кои се вашите активности? Вие ги организирате сите овие настани, меѓутоа, која е целта на вашиот едукативен центар? Вака, Creative Hub е едукативен центар. Во моментов имаме канцелари во Скопје, во Косово, Приштина и Мајами, Америка. Во центарот на Мајами имаме канцелари. Creative Hub можам да се пофалам дека и сите всушност да се пофалиме дека е единствен едукативен центар од Македонија кој што во моментов е на ниво на американски едукативен центар. Аријана е во Америка, како што кажав, предприемач и ментор на Академијата за жени лидери. Таа е таму веќе една година, како што се знае, мислам во Америка малку се чека за документи, зелена карта и слично. Ние успешно го завршивме целиот тој процес. Во иднина се гледаме секако и во другите држави, да кажам. Исто така, од академиите кои што ние ги нудиме во моментов, дали во Косово малку поразлична ни е програмата, но во Македонија, ќе се задржам за Македонија, имаме 9 академии со 2 или 3 програми. Имаме академија за дигитален маркетинг, како што ја споменавме, за човечки ресурси, за фронтенд и бекенд програмирање, за UX UI дизајнирање, за графички дизајн, имаме академија за дата аналитика, за софтвер тестинг и имаме академија за жени лидери. Значи се е со компјутери. Да, се е во технологија. Се е во технологијата, се е во компјутерите. Исто така што заборавив да напоменам. Да ме праша. Дефинитивно. Сакав да напоменам дека од септември, секако за тоа ќе имаме дополнителни информации на самата веб страна, веќе мислам дека и македонските студенти кои што се запишуваат на нашите академии во Creative Hub ќе може да се стекнат со американски дипломи, зашто мислам сите детали нели би биле објавени од септември па натаму. А дипломите што ги добиваат учениците, студентите кај вас, за каде важат? Со каде може да се вработат студентите? Во Македонија или можат било каде секаде во светот, така? Можат било каде. Ние имаме неколку типови, да кажам, на сертификати или на сертификација. Имаме EU диплома или EU диплома суплемент со EKTS кредити доделување дополнително во зависност од фондот на часови.
само сертификат кој што го доделуваме ние од Creative Hub и зависно од академијата имаме CPD сертификат, имаме SHRM диплома што е за човечки ресурси, така да зависно од самата академија за која што се одлучуваат, ние ги објаснуваме, нели, тоа е всушност типот на програми кои што зависно која програма они би ја одбрале, нели според таа програма сертификатите ги одредуваме и начинот на кој што нели се изучуваат самите академии. Така. Девојки, ви благодарам за вашето гостување. Навистина кажавте, мислам дека кажавте се за она што се договаравме за кога се договаравме за разговорот. Уште еднаш потсетување, вечерва од 18 до 20 часот е оној курс од за развивање на жени лидери. Така, жени лидери во компаниите. Ви благодарам за гостувањето, постакувам многу успех во работата и останете ни тука во Македонија. Овие знаења од областа на компјутерите, дигиталниот маркетинг, рековте самите дека тоа е иднината на понатаму, нели, на кај што сте цели светот. Останете тука, овие ваши знаења овдека споделувајте ги, бидејќи имаме ние и младина, имаме иднина за пофалба да си ја направиме државата убаво место за живење за сите. Ви благодарам. Ви благодарам многу на вас за поканата. Чест ни беше што бевме гост од вашата емисија. Ви благодарам и јас.